кога го започнавте вашиот политички и пратенички ангажмент, дали ја предвидувавте можноста еден ден да станете претседател на овој законодавен дом? Не, секако дека не. Да бидам поискрен, ниту сум размислувал. Не знам ни дали постои човек кој што може да предвидува такви работи, бидејќи станува збор секако за една висока државна функција, која што ретко кој може да ја обавува, или тие луѓе се бројат на прсти кои што извршувале таа функција и секако кои што ќе извршуваат во иднина. Станав пратеник на релативно млада возраст, на 33 години. Кога зборувам релативно млада, зборувам млада возраст за функцијата пратеник која што се извршува во нашата држава. Тогаш, како млад политичар, како млад пратеник, влегов. Фактички влегов и во политика и во собрание и станав пратеник со некои други идеи, со идеи да се направи некоја разлика во општеството, со идеи да се работи на зголемување на животниот стандард, да се работи на намалување на невработеноста, таа тогаш беше една од главните проблеми во државата. Секако за евроинтеграцијскиот процес на државата, за зголемување или за подобрување на средношколскиот стандард, за студентскиот стандард, за спортистите, за земјоделците, се што значи подобар живот на нашите граѓани тука во државата. Така да, на вашето прашање, дали сум предвидувал, не, ви одговарам искрено, тоа дојде по некој склоп на околности, по некоја подолг период работа која што се одвивала во собранието и по некој природен тек на работите. Како би го оцениле вашиот мандат со оглед на тоа дека дојавте како претседател на 26 јануари 2024 година на местото на вашиот претходник, кој мораше да замине како премиер на тогашната техничка влада? Видете, како би го оценил или како би ја оценил работа, тоа најдобро може да кажат другите пратеници, најдобро може да кажат и граѓаните. Секако стануваше избор на претседател на собрание во еден динамичен период, тежок период, кога имаше сериозна поларизација помеѓу пратеничките групи. Знаете, беше период кога тогашната опозиција имаше и политичка одлука за бојкот на собранието. Значи, не за некој тивок или скриен бојкот, туку бојкот со надпис, со агенда, со политичка одлука, така наречен активен бојкот на собранието. И фактички задачата во тој период беше да се одржи институционалната стабилност на собранието, да се завршат сите започнати процеси во претходниот период од собранието, да се подготви собранието, но и да даде насоки на сите институции кои што беа задолжени за изборите кои што следе и претседателските и парламентарните избори, и секако да се остане отворен и транспарентен кон јавноста, затоа што тие се едни од најглавните прашања кои што ги интересираат граѓаните. Секако ние сме избрани од граѓаните и ако нешто прво треба да знаат граѓаните што работа нивните пратеници, секако и претседател на собрание како прв меѓу еднаквите. Дотогаш бевте координатор на пратеничката група на СДСМ. Од оваа дистанца сега, како гледате на тогашниот избор на вашето претседателствување? Видете, точно бев координатор на пратеничката група 5 години пред мојот избор и секако дека беше дополнителна вредност на изборот, затоа што фактички после изборот влегов спремен за процесите кои што се случува во собранието, фактички ги знаев однапред бидејќи учествував 5 години како координатор не на само на пратеничка група, туку на владеачка пратеничка група која што била во тек со сите случувања во собранието, без разлика што бил председател од друга политичка партија, ама сме биле во коалиција и сме учествувале заедно во креирањето на политиките тука во собранието. И знаете, и фигуративно кажано, после 5 години да го учите секој агол на оваа куќа, после 5 години со избора на председател, фигуративно ви го даваат клучот на таа куќа. Не го кажувам ова како физички објект, го кажувам куќа не како физички објект, туку го кажувам како место каде што ги знае сите настани, сите случувања, текот, процедурите, начините на комуникација и се што треба да значи работа на следен председател на собрание. Ги распишавте изборите. Како го оценувате тогашниот диалог? Видете, кажав и претходно, страшно поларизирана ситуација. Предизборна, можам да кажам, и не само пред тие избори, секако пред сите други, поларизацијата се зголемува, некако расте политичкиот адреналин кај пратениците, кај политичките партии,
расте нервозата во очи на изборите и секако дека е тешко за менаџирање во таква ситуација. Но таа е една од задачите на председателот на собранието и секако и од оние уставно пропишани задачи на еден председател на собрание, таа иако не е напишана, меѓутоа менаџирањето на процесите, менаџирањето на пратеничките групи е една од најсложените и најтешките задачи, посебно во таков момент или во таков период. Мислам дека успешно се справивме со ситуацијата, ги завршивме работите кои што биле започнати, ги распишавме изборите и нормално тие избори се одржаа во периодот и председателските и парламентарните избори. Пет месеци бевте председател на собранието. Навидум краток период, но сепак долг за менаџирање на клучни процеси. Как успеавте тогаш да ги менаџирате овие процеси со оглед на тоа дека бевме во еден период предизборен период кога требаше да се менаџира ситуацијата во нашата држава? Секако тежок период во смисла на функционирање на собранието поради поларитетот кој што постоеше тогаш помеѓу пратеничките групи и политичките партии. Секако една од најтешките задачи менаџирањето со собранието, фактички редовните координациите, после редовните координации, тие не се координации кои што се одржуваат во определен термин или она редовна координација понеделничка која што постои ден денесо, која што одржува председателот со сите координатори на пратенички групи и со сите подпредседатели на собранието, туку координација и менаџирање на ситуацијата во секој момент на функционирањето на собранието, во секој момент од денот, за викенди и така натака, бидејќи и роковите беа кратки, но мораше да се обезбеди функционирање на собранието. Знаете, кога ги менаџирате страните, а претходно сте биле координатор на пратеничката група, доаѓате во ситуација да го облечете политичкиот дрес и да го облечете дресот на председател кој што треба да биде медијатор меѓу страните. Секако треба да доведете во ситуација и сите страни да бидат задоволни за да процесот да продолжи во собранието или собранието да функционира, а некогаш доаѓате во ситуација да доведете и ситуација каде што и сите страни нема да бидат задоволни или ќе бидат подеднакво незадоволни, ама пак собранието да продолжи да функционира. И тие се тешки процеси, секако затоа што постојат повеќе пратенички групи, независни пратеници од различни пратеници, од различни етнички заедници, предизборен период во смисла на распишување на изборите, па тогаш се отвори прашањето дали председателските избори ќе се одржат заедно со парламентарните или пак ќе бидат одвоени за неколку месеци и сето тоа беше на еден начин координација на тоа што се треба да се случува во собранието. Да заклучам, сложен период кој што, како што кажавте и претходно, со скратени рокови. Можам да кажам дека имав среќа да имам околу себе луѓе со големо институционално искуство, кои што не само што јас ги консултирав и барав нивно размислување за начинот на решавање на проблемите, туку и сами приоѓа и ги предочува сите можности од носење на некаква одлука, фактички ми ги укажува на сите правци каде може да се движат работите и тоа е еден начин како и во секојдневниот живот на носење на одлуки. Знаете, вие прво го воочувате проблемот, па собирате информации за тој проблем, па наоѓате алтернативни решенија и на крајот чинот на носењето на самата одлука или одлучувањето избор на една од тие алтернативи која што ви стојат на располагање, секако дека не се и обични одлуки, бидејќи ако во животот одлуките кои што ги носите се однесуваат лично на вас, овде во собранието носите одлуки кои што може да имат реперкусии на сите граѓани, нормално и на сите институции кои што функционират. На 14 февруари ги распишавте изборите. Можете ли да се присетите на клучната порака до граѓаните? Можеби
не на точните зборови, на точните реченици кои што тоа сум кажал, ама сигурно сум го кажал и тоа што го мислам денес. Од прилика би било дека сум ги повикал сигурно институциите да ги дадат сите своји можности, да ги впрегнат сите своји капацитети за да организираат фер и демократски избори, како што личи на земја која што е членка на НАТО и која што има аспирации да стане членка на Европската Унија. Сигурно сум ги повикал граѓаните да го искористат своето право на глас како врвно демократско право. Сум очекувал фер и демократски избори фактички од денешен аспект и какви што беа изборите и секако сум барал граѓаните со својот глас да ја определат иднината во која што сакаат да се движи нивната држава, односно периодот следниот 4 годишен период во кој што сака да се движи нивната држава, а тоа е нивна одлука фактички како, повторувам, како врвно демократско право и како врв на демократијата со гласачкото личе да определат каде ќе се движи државата. Од прилика, сигурно тоа сум го кажал тогаш, бидејќи денес би го кажал истото. Така, како председател на собранието станавте до крајот на техничката влада. Кои други клучни одлуки беа донесени во овој период, со оглед на тоа дека се случуваа и други процеси надвор од изборниот процес? Да, фактички како председател останав до избора на нов председател на собранието. Техничката влада остана до избора на нова влада. Фактички тоа беа први парламентарни избори после 16 години кои што се одржа во редовен термин, не беа предвремени. Иако предвремените избори се одржуваат со одлука за распуштање на собранието, фактички пратениците гласаат одлука за само распуштање, па се организира нови избори, тогаш мандатот на пратениците е до верификација на мандатите на новите пратеници и во целиот тој период собранието мора да функционира. Точно е дека е изборен период, дека постоеше и претходно и тогаш го спроведевме тоа демократско правило да не работи собранието во периодот на кампања во смисла на злоупотреба на собраниската говорница за партиски цели или за жештување на кампањата. Знаете, таа заштита која што нуди собраниската говорница може да биде злоупотребена во таков сензитивен период за државата. Меѓутоа, секако дека во тој период и државата не сме и нема да застане. Таму се случува и други работи кои што беа и после распишувањето на изборите до почетокот на кампањата, како што кажав и претходно. Работи поврзани со евроинтеграциите, поврзани со економијата, знаете, тоа пак беа тешки периоди, бидејќи ги чувствувавме економските последици на војната во Украина, енергетската криза која што се случуваше. Имавме ситуации на поднесени закони кои што претходно застанале во процедура, ги правевме сите обиди, се што било во процедура во тој период да може да заврши. Доаѓаа предлози и од влада како овластен предлагач на закони, многу предлози доаѓа и од пратеници. Решававме ситуации за високото образование, се сеќавам во последните денови од пред почетокот на кампањата за институтите. Беа проблем возачките дозволи кои што исто така ги решивме во тој период со координација помеѓу сите пратенички групи со тогашната техничка влада, така да без разлика на се, без разлика што станува збор за изборен период, собранието мора да функционира, мора да се носат одлуките и да се обавува на задача која што е доделена според уставот. Се наоѓаме во холот на портретите на поранешни председатели овде во собранието. Како е чувството вака кога стоите пред вашиот портрет? Секако е голема чест добиена од мнозинството пратеници кои што претходно ја добиле довербата од граѓаните, меѓутоа повеќе представува одговорност за извршување на таа висока државна функција, бара трпение, бара мудрост, бара консултации. Сепак одговорноста спрема граѓаните е поголема отколку што се чувствува како лична чест или лично задоволство да се биде на таа функција.
Од денешен аспект, би направила ли ништо поинаку кога бевте председател на законодавниот дом? Видете, интересно прашање. Многу е поинаку кога од дистанца ги гледате работите, посебно од временска дистанца. И знаете како и се во животот, како и секој човек, ако врати наназад за некои одлуки што ги носел, секако размислува од друга дистанца, после неколку години, што ако би донесол некаква поинаква одлука или би постапил некако поинаку. Секако во ваква ситуација или при вршење на таа функција председател на собранието, преиспитување во одлуките имало и тогаш, меѓутоа денешен аспект уште повеќе. Секако дека некои работи би ги направили поинаку, би од денешен аспект би изгледале, мислам дека би било подобро ако биле направени на тој начин. Би била постигната некоја појасна цел, би се завршила работата подобро и така натака, меѓутоа кога ги гледате од денешен аспект, битно ми се чини во целата ситуација дека и важно дека и тогаш кога се носеле одлуките се носеле со најдобра намера, биле врз основа на тие информации кои што стоеле на располагање, врз основа на тие алтернативи кои што се нуделе како можност при носење на таа одлука или решавање на тој проблем, така да секогаш може и подобро, може и повеќе, може да се сработи повеќе, да се направи повеќе, подобро да се направи, како што и се во животот кое што можело да се направи во минатиот период. Да. Денеска сте подпредседател на собранието, исто така многу висока функција. Вие сте и председател на Советот на Собранискиот канал. Како тече соработката со сегашното раководство? Да, во моментов сум подпредседател на собранието по предлог на опозицијата. Знаете дека еден од подпредседателите, токму подпредседателот кој што го води Собранискиот канал е по предлог на опозицијата, тоа е определено со закон. Ја извршувам таа функција во овој момент. Можам да кажам дека соработката со моменталното раководство на собранието е институционална, за сега коректна, се она што значи задача на подпредседател на собрание кој што го води Собранискиот канал. Во овој момент имаме една работа која што ја работевме и во претходниот период. Ја работевме и дури биле и председатели пред мене. Ја работев и јас како председател, денес ја продолжуваме. Мислам дека е една од важните работи која што ќе остане за собранието, тоа е дигитализација на се што се случувало во собранието од независноста до денес. Секако со голема помош и на вашиот раководител и со идеите кои што ги дава, меѓутоа носиме нешто што ќе остане трајна историска вредност за нашата држава за период кој што бил значаен. Значи изборуваме од 90-тите години навака кога се прогласувала независноста, кога се носел првиот устав, да имаме една дигитална верзија која што ќе остане трајно наследство на нашата држава. И за крај, која е вашата порака до идните генерации на политичари? Добро го поставивте прашањето. Идните генерации на политичари, не на младите политичари. Видете, прво, сакам да ги повикам и морам да ги повикам сите граѓани да се вклучат. Сите граѓани на нашата држава да се вклучат во општествените текови. Дали тоа ќе биде политичка активност или некоја друга активност, меѓутоа мојот повик до сите граѓани да бидат вклучени во општествените активности на државата или да имат општествен активизам. Зошто? Затоа што на нашата држава е потребен секој кадар, секој квалитетен кадар, секој човек кој што има добри идеи. Ни требаат луѓе кои што мора да бидат вклучени, а стоја некаде на страна во овој период. Знаете, луѓето често велат не ме интересира политика, ама мислам дека сите треба да сватат дека се што е во државата, секојдневното живење е политика. И наставниците во образовниот процес, и учениците, и студентите, и земјоделците, и лекарите, сите одлуки се политички одлуки и за нивната плата, и за стандардот средношколски, и за стандардот студентски, и за субвенциите на земјоделците, и за условите на здравствените работници. Затоа мојот повик е прво да се вклучат во општествениот живот. Секако, ако одлучат да се вклучат и во политичкиот дел од општествениот живот или да станат пратеници, прва мојата порака е дека, како и секоја професија, треба да извршуваат професионално. Значи, ова работа пратеничка не е хоби, туку е професија и треба да се однесуваат како кон секоја професија. Со таа разлика,
Значи, ова е професија, може би вулгарно кажано, со помал рок на траење, така да мора да бидат брзи, да се вклучат брзо, да работат, да читаат, да го гледаат искуството на другите земји, на другите поразвиени демократии. Собранието веќе има можности преку асистентите на пратеничките групи, има можности преку парламентарниот институт, преку користење на вештачката интелигенција да ги искажуваат нивните ставови директно и преку ова ваше студио кое што се изгради во претходниот период, но сакам да кажам дека треба да работат, дека нивното оружје е кажаниот збор на говорница, меѓутоа и нивното оружје мора да биде контактот со граѓаните, тоа е секојдневен контакт, не е тоа контакт со работно време. И да заклучам, обавување на оваа функција професионално и никако поинако. Да се повторам, ова е професија, а не е хоби. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на поканата.